Промовиран е првиот речник на синоними во македонскиот јазик на денешната трета научна конференција Филологија, култура и образование на Штипскиот филолошки факултет. Универзитетските професори Толе Белчев и Снежана Веновска-Антевска 2 години работеле на изработка на овој речник. Ги вклучиле и студентите од филолошкиот факултет. Со тоа на нашите студенти им овозможуваме уште во клупа да се упатат кон користење на речници, но и кон изработка на речници, односно со една интенција да создадеме квалитетни кадри што ќе произведат од угода и што ќе бидат конкурентни на пазарот понатаму. Штипскиот филолошки факултет конференцијата Филко ја организира заедно со Воронешкиот државен универзитет во Русија. Еве ние како филолошки факултет ја продолжуваме меѓународната соработка со Воронешкиот универзитет и филолошкиот факултет од Русија, со кои што еве трета година поред организираме меѓународна конференција. Целта е на едно место да ги собереме сите љубители на јазикот. Мислам дека е многу важно прашање да се промовираат овие интеркултурни врски во развојот на јазичните посебности на државите, бидејќи тие се основа за зближување на она што значи заедничко живење во Европската унија како заедница на различни јазични групи, на различни народи, меѓутоа во секој случај треба да научиме да се разбираме и треба да научиме да живееме заедно сите различни што ги имаме во себе. Во рамките на Воронешкиот универзитет функционира и Балкански центар за изучување на јазиците, меѓу кои на македонскиот. Секоја година се пријавуваат од 10 до 12 студенти кои го учат македонскиот јазик. Во Воронеж на нашиот факултет работи и катедра за славистика, која што се занимава и со зацрстување на врските со Универзитетот Гоце Делчев. Нам ќе ни биде чест и задоволство да ги видиме вашите студенти и вашите професори на нашата конференција која што се одржа оваа година, која што е посветена на проучувањето на книгата. Третата научна конференција Филко завршува утре, а на неа ќе се презентираат научни трудови од областа на филологијата, културата и образованието.